Пред неколку дена се трапиве од власта на СДС и ДУИ, не им изгласаа на пензионерите 20% покачување, иако им го ветуваа кога ги донесоа оние фамозни 18.000 дарки, поради кои пола Германија цела недела чекаше на Табановце да влезе у земјава. Истиот ден, СДС и ДУИ им го фукнаа традиционално и на земјоделците, но за нив некој друг пат кога врбата ќе роди грозие, а она истото ќе му го продадат на тиквеш. Пензионериве во северна наша Вукојебина се познати по тоа што иако за време на режимот пензијата нон-стоп им растеше, иако бесплатно се возеа со автобуси на жичара, иако сите одеа по 5-6 пати бесплатно во бања, не можеа да ја одолеат на лажната носталгија по комунизмот и со своите ценити гласови ни го донесоа црпнатиот Зоќе до 48 пратеника, што потоа беше доволно за да ја украде владата со зелениве демократи од ДУИ. Оттогаш Бело видело не видоа од него, па ни сега од неговиот наследник со надимак ко Турција на англиски јазик, ама пак продолжија да заинат на државата Македонија, да го величаат и да му даваат признанија и да не дотепуваат на секој избори. Ми се враќа онаа слика на оној џомити првоборецон кој веројатно 1941 година имал 3-14 години и се влечел за магарето, за опашката на крајот колоната, ама не му беше кусо да излезе на бина, да се гушка со црпнатиот и да вели како се борел за Македонија, за Северна Македонија. Дека староста му го земала паметот ке поверувам, ама дека заборавил кај живеел 70 години, тоа тешко ќе ме разубеди. Ама воодушевувањето од Зоки одамна ги надмина државниве граници. Абе Млечниот пат го надмина, се лансираше во вселената. Па така покрај Нобеловата награда и најдобриот пранк на деценијата веројатно му требаше и пофалбава од прославениот партизански дедо Ное што се борел за Норвешка, ама дури сега дознал. Кој сум се борел и за Норвешка, внучко. Слушам од покајани СДС-мовци дека Зоќе неколку пати сакал да им ги покачи пензиите, ама се пишманел велеки, што ќе им пари на пензионериве, порано ги даваа на внуците, сега внуците им се во странство, доста им се и овие пензии. Само еднаш пуштил срце во 2020 година кога им направил покачување од 49 денариве. Што би рекол Аца Лукас, где си била кад сам био Нико? Зоќе, после тоа не можел да спие цела недела, се каел. Брзо потоа се вратил на старото добро безгрижно спиење, без мува да го лази кога од Филипче разбрал дека фондот се ослободил од 3000 пензионери по природен пат и тоа само во Скопје. Дали има врска за доснувањето на вакцините, не знам. Ама некој вирус ги фатил, се шушка така. Но радоста кратко му траеше. Кога ги изгуби пензионерите, ги изгуби и гласовите на кои не им даваше буквално ништо. Цели фамилии, помножено со 3000, таман толку да биде згазен на локалните избори 2021 година. Повторно пензионерските негласови беа пресудни, затоа и ги замолувам пензионерите да ми бидат живи и здрави и на следните вонредни парламентарни избори да не се глупираат, туку да си ги вратат децата во Македонија. А новата власт вети дека веднаш ќе им ги дигне пензиите. И јас ќе ги држам за збор. Инаку и тие ќе бидат преку Тасевски, мислам ќе ми дојдат преку Тасевски, мислам во шоуво.